Naravno treba da go presmetame следниот интеграл. Интеграл од dt врз n на t минус n на минус t во граници од 0 до 1. Ајде да видиме дали функцијата или интеграндот е непрекината на интервалот од 0 до 1. Да го определиме доменот на интеграндот, тоа е првиот чекор. Интеграндот ќе го обележам со f од t е еднакво на 1 врз n на степен t минус n на минус t. Да го определиме доменот на оваа функција. Проблем би имале доколку во именителот тука имаме 0 значиото. Доменот на ова f се состои од сите t за кои што ова е на t минус e на минус t е различно од 0. Ајде да видиме каде е 0 па да ги исклучиме тие вредности. Значи, треба да пресметаме каде е на t минус e на минус t е еднакво на 0. Ова е на t минус 1 врз e на t. Ова ќе го запишам на ход заеднички. Именител имаме e на t по e на t минус 1 е еднакво на 0 или e на 2t минус 1 врз e на t е еднакво на 0. Овој колично ќе е еднаков на 0, тогаш кога e на 2t минус 1 е еднакво на 0 или e на 2t е еднакво на 1. Логаритмираме од двете страни, знаете ова како се прави е еднакво ln од 1, имаме 2t по ln од e, ln од 1 0, ова е 1, имаме 2t еднакво на 0, односно t еднакво на 0. Кога t е 0, во именителот ќе имаме 0 значи. Нулата треба да ја исклучиме. Доменот на f се сите реални броеви, разлика и нулата. Се враќаме на интервалот на интегрирање од 0 до 1. Оваа функција е непрекината, не само што е дефинината, туку е непрекината во сите точки од интервалот од 0 до 1, освен во нулата, освен во левата граница или долната граница на интегрирање. Левата граница на интервалот или долната граница на интегрирање. Значи, тука имаме несвојствен интеграл. Овој несвојствен интеграл има проблем, рековме, во долната граница. И е еднаков на лимес од интеграл dt e на t минус e на минус t, ова го препишувам. Наместо долната граница ставам променлива k, горната граница немаме проблем, ја препишувам и допуштам ова k да тежи, значи ова тука е непрекинато од 0 до 1 нас. На која страна од нулата не интересира каде интегрираме? Па на десната страна од нулата. К тежи кон 0. К тежи кон 0. Од десно, ова веќе треба да го знаете. Од кои чекори се состои понатамошното решение? Па решавање прво на неопределениот интеграл, дефиниран со ова. Тука враќање на овој чекор и проверка дали овој лимес постои. Како што кажавме, го решаваме неопределениот интеграл dt врз e на t минус e на минус t. Имаме интеграл од dt. Видовме претходно дека овој дел можеме да го запишеме како e на 2t минус 1 врз e на t. Значи, ова претходниот дел видовме дека може вака тоа решиме, да го запишеме кога определуваме домен, тоа го видовме. Ова е еднакво на интеграл од, овде имаме двојна дробка, e на t врз e на 2t минус 1 dt. Првиот чекор тука ние да ставиме u еднакво e на t. Да воведеме ваква смена. Оттаму du еднакво e на t dt е еднакво на du врз e на t. Ја воведуваме оваа смена во овој чекор или ајде и тука. dt оттаму е du, e на t е u. E на t е
u dt du vrst u. Imаме тука, ајде да видиме, e на 2t nije e na t pa na kvadrat. E na t pa na kvadrat. To je u na kvadrat. Imamo u na kvadrat minus 1. Ova u se krati. Tukaj imаме integral od 1. Imаме u na kvadrat minus 1. U minus 1 po u plus 1 d u. Kako može ovaj integral da go reši? Imamo drobno racionalna funkcija koja što je pravilna. Така, ova može da se riješi so dekompozicija. Kako se pravi to? 1 vrst u minus 1 u plus 1, možem da ga zapišem, znači za ovaj množitelj mi treba jedna parcijalna drobka, a vrst u minus 1, imaginarni, predhodната походния дел от вежбата. А да го широко сборувахме за ова, затоа ме бързи някакви го решам. Бе върс у плюс 1, заедничката овај, минус 1, u plus 1. Ова треба да го помножам со u plus 1, значи ова, а u plus 1 бе по u минус 1. Имаме u minus 1 тука, u plus 1, само го препишувам, a по u plus a plus b по u minus b. Во наредниот чекор групираме. Пак повторувам, ова го објаснувам. Вежба затоа на брзина ќе го решам. U е пред заграда, имаме a plus b и слободниот член е plus a minus b. Забележувате, тука имаме 0 по u плюс 1 кај бројителот. За ова да биде еднакво на ова, мора a плюс b да биде еднакво на 0 или коефициентот пред u, да е ист с коефициентот ваму пред u. И слободниот член е, забележувате, 1 од a минус b треба да биде 1. Од првата раменка може да кажеме дека a е еднакво на минус b, сега во втората наместо а ќе запишеме минус b, еднакво на 1. Знаете ви сите како се решава систем динарни равники. a е минус b, го препишувам, минус 2b е еднакво на 1. Ова е еквивалентно со првата го препишувам. b е еднакво на 1 врз минус 2 или минус 1 половинка. Оттаму a е еднакво на 1 половинка, b е еднакво на минус 1 половинка. Конечно, ова тука можам да запишам, се враќаме во овој чекор како? Наместото да ставаме 1 половинка, на местото да става минус 1 половинка. Интегрантот, видовме како може да се запише. Имаме интеграл од 1 половинка врз u минус 1 плюс минус 1 половинка врз u плюс 1 d u. Ова е интеграл од што? Ајде, 1 половинка е константа, може пред интегралот. Имаме du врз минус 1, минус 1 половинка пред интегралот, значи го разделувам овој интеграл. Ова веќе го зборувам на брзина, веќе треба да го знаете, du врз u плюс 1. Смената за решавање на овие два интеграли е ова го редите во смена, добивате дека овие интеграли повеќе пати решаваме, па може и директно да запишете како 1 половинка ln од апсолутна вредност од u минус 1, но внимавајте, ова мора да биде вака, линеарно нешто. Ако не е линеарно, ќе сгрешите. Затоа, вие воведувате смена, секогаш што ќе кажат на метатите да минус 1 половинка ln од апсолутна вредност од u плюс 1, бидејќи повеќе во изразот немаме интеграли, да се тоа на преден интеграл, тука треба да ставиме плюс c.
Продолжуваме по нататък. Тоа е еднакво на една половинка по правилата за логаритмирање. Ова е ln из апсолутна вредност, ln од апсолутна вредност од u минус 1 врз u плюс 1 плюс некоја константа. C престанува да се вратиме уште во оваа смена. Наместо ставаме една t. Или ова е една половинка, ln од апсолутна вредност од една t минус 1 врз една t плюс 1 плюс некоја константа. Што го решиме на определениот интеграл? Лимесот ќе го препишам. Ајде да не усаварам ова. Сега ќе го напишам. Видов дека неопределен интеграл овај е еднаков на ова, па определениот интеграл, истиот интегрант, но сега одно пресметуваме определен интеграл од k до 1, е еднакво на една половинка ln од една t минус 1 врз една t плюс 1 во граници од k до 1. Во наредниот четвр ги заменуваме границите, лимесот го препишувам, имаме една половинка ln од апсолутна вредност горната граница, имаме една прва минус 1 врз една прва плюс 1 минус една половинка ln од една k минус 1 врз една k плюс 1. Определуваме лимес кога k тежи кон 0 од десно. Овој лимес можам да го запишам како лимесот ова, кој што е некој бројче, значи имаме ln од e минус 1 врз e плюс 1, апсолутна вредност, односно тоа по една половинка. Ова е константа некоја, не ни зависи од k, па така лимес од ова тука би било самото тоа бројче, значи имаме некое бројче, ќе го обележам со а, минус, ајде да видиме тука што се случува. Кога допуштам k да тежи кон 0 од десно, k тежи кон 0 од десно, една k тежи кон 1, па така во логаритмот овде, сега неформално, што ќе имаме? Ќе имаме ln од апсолутна вредност од 1 минус 1 врз 1 плюс 1. Ќе имаме ln од апсолутна вредност од 0, условно кажано, врз, значи ова е неформално објаснување, 0 врз 2 и ln од апсолутна вредност од 0. Кога имаме ln од 0, но некаква позитивна, веќе имаме апсолутна вредност од 0, тука и 0 плюс, пишувајте го неформалното, немој само да сгрешите. Значи ln од 0 плюс е колку? Ако x тежи кон 0 од десно, тоаш ln од x или тежи кон минус бесконечност. Имаме некое бројче минус бесконечност, значи ова ќе тежи кон минус бесконечност, па една половинка пак е минус бесконечност. Поради овај минус ќе стане плюс бесконечност. Значи имаме бројче плюс бесконечност, што е плюс бесконечност. Добивме и дека овај лимес е еднаков на плюс бесконечност. Но, како кажуваме дека лимесот не постои, што не добиете овде вака бројче, тоаш велиме дека лимесот не постои. Значуваме дека е плюс бесконечност, или ако добиете минус бесконечност, но велиме дека не постои. Бидејќи овај лимес не постои, значи лимесот не постои, следува интегралот dt е на t минус 1 минус t дивергира. Запазете ги чекорите на решавање на овие